Се уште трае голготата на македонските транспортери и нема конкретно решение за неизвестноста поврзана со возењето на камионите во земјите од Шенген зоната. Според податоците на Макам Транс, заради неможноста за подолг престој, 40% од камионите стојат по паркинзи и само прават загуби, а камионџиите се пуштаат на одмор или се на пауза, додека да се најде решение. Најавите дека долгорочно проблемот ќе се решава со визната стратегија на Европската комисија се чини дека ќе потрае подолго, па земјава почна со лобирање во дел од земјите од Европа, каде најмногу возат нашите камионџии, за да се издаваат своевидни работни времени визи. Една од првите европски земји која планира да им помогне на камионџиите од Балканот е Хрватска, која најави дека во нивното собрание во постапка е носење на закон со кој ќе се издаваат работни визи како делумно решение за проблемот со ограничениот престој во Шенген зоната од 90 дена. Според Билјана Муратовска од Макам Транс може да помогне камионџиите да добијат некој ден плюс, додека да се најде трајно решение преку носење на визната стратегија на Европската унија, нешто за што во четвртокот на 19 во Брисел представници на превозниците од Балканот, стопанските комори и засегнати компании со аргументи го презентирале и за што се чека одговор од Европската комисија. Доставивме до Министерството за финансии, односно до владата и до вице-премиерот барање за враќање на дел од акциза, затоа што ДДВ-то ние веќе го враќаме, да се намали истото, тоа значи само тековна ликвидност, меѓутоа акцизата ќе ни даде многу голема можност да бараме поврат и од странство. Србија тоа го направи во 2012 година и со тоа им даде можност да бидат поконкурентни нивните превозници на европскиот пазар. Дополнителен проблем за транспортерите се зголемувањата на цените на дизелот, за што веќе испратиле барање до Министерството за финансии, за да им се враќа дел од акцизата. Доставивме до Министерството за финансии, односно до владата и до вице-премиерот барање за враќање на дел од акциза, затоа што ДДВ-то ние веќе го враќаме, да се намали истото, тоа значи само тековна ликвидност, меѓутоа акцизата ќе ни даде многу голема можност да бараме поврат и од странство. Србија тоа го направи во 2012 година и со тоа им даде можност да бидат поконкурентни нивните превозници на европскиот пазар. Доколку се воведе принципот за поврат на дел од акцизата, транспортните компании од земјава добиваат можност по реципроцитет да имаат право да вратат и дел од парите од акциза од горивото кој ќе го наточат во некоја од европските земји. Муратовска како пример ја посочи Германија, кон која има голем дел од транспортот за автомобилската индустрија, каде не се врши поврат на ДДВ, но таму се враќа дел од акцизата, но нашите компании ова право не можат да го искористат. Од 10 април почнува примената на ЕЕС системот, со кој само уште попрецизно ќе се бројат деновите на престој во една од 29 земји членки на Шенген зоната, што за камионскиот превоз носи колапс, а за економијата застој и големи загуби.